Спротивно, кога зборуваме за прнаут, веќе тука нема успех, има едно повлекување, има доцнење на рокови и не сме оние кои што сме, може да е последица на несоодветно одбрана работа според желбите, според капацитетите и можностите. Ако вие ставите еден креативец, еден музичар или уметник да работи рутинска, досадна работа која нема трошка креативност, без разлика што никому нема да му се чини дека е таа тешка, незадоволството, неисполнитоста, нереализираноста ќе доведе до тоа да нема здрав мозок. За да го вртиме светот, најпрво треба да имаме здрав мозок. А како да го држиме мозокот во кондиција? Јас не би знаела, меѓутоа мојата денешна соговорничка баш тоа планирам да ја прашувам. Габриела Новотни, доктор Габриела Новотни е невролог кој што се занимава токму со кондицијата на мозокот, односно со оние состојби каде што за жал нели имаме забавување на неговата акција, како деменцијата и слично. Денеска нема да зборуваме конкретно за тоа, туку за можностите за превенција, за тоа како физичката активност, медитацијата, преработувањето и многу други работи кои што си ги правиме влијаат на нашиот мозок. Се надевам дека ќе ви бидеме навистина интересни и ова е тема за која што кај нас недоволно често се зборува. Секако и оваа епизода е поддржана од Здруженијето Змај и со маркетинг и продукцијска поддршка од Aid Value. Здраво! Здраво, Ивана. Габриела, што го врти светот? Мозокот. Многу едноставно прашање, не знам зашто досега се прашувавте, но навистина мозокот го врти светот. Имаше една интересна изјава напишана во The Economist, дека best buy, иако не би го поврзале со мозокот, е токму здравието на мозокот, односно менталното здравје, и дека ако сакате да инвестирате во нешто, особено за оние зими кои што се во развој, прв пат да зборувам за мозокот и економија и социјален развој, навистина треба да се инвестира во здравје на мозокот. Најдобар капитал е мозокот. Така, па и самите треба да размислиме некогаш, кога мислиме на телото, на бизнисите и на се останато, колку ни е подготвен мозокот за сето тоа да го поднесе и да го направи. Имам неколку кратки прашања и сакам краток одговор на истите, иако можеби нема да се толку едноставни. Премногу работење или неработење? Умерено. Баланс, тоа што е најтешко. Тоа што од источните филозофии и во сите религии е спомнато, токму тој баланс е најтешко да се постигне, секако неработењето не го стимулира мозокот и сигурно не може да е добро, меѓутоа премногу работење е многу релативно, како би го дефинирале. Работење кое ни причинува задоволство, работење во област во која што сме добри, и не само тоа, јас би додала работа која не исполнува и се чувствуваме корисни, дека даваме нешто на светот и на светот тоа му е потребно, и јасно работа која што ќе ни донесе финансиски средства за квалитетно да живееме, тоа е пресекот на сите 4 круга кои што го прават икигај, а тоа е балансот меѓу сите овие нешта, тоа е рецептот за здрав, долг и среќен живот. И вака толку едноставно звучи, туку ми е лесно да го кажам, ама многу е тешко во пракса и во секојдневието тоа да се постигне, но треба да се стремиме. Да, добро е да се стремиме кон нешто. Кога се децата во прашање и нивниот мозок, дали е подобро цртани филмови или бои, цртање со бои? И двете. Знаете, мозокот на дечињата е во така интензивен развој и стимулирање на мозокот на таа возраст е нешто што треба да биде примерна цел на сите народи, на сите нации, и доколку сакаме да имаме луѓе кои што имаат здрав мозок, кои што ќе бидат ментално здрави, кои што ќе израснат во индивидуи кои што ќе бидат продуктивни во општеството, ќе бидат одговорни за тоа каде тоа општество ќе се најде по 10 или 20 години, мора да инвестираме во
децата. Цртаните филмови, јасно зависно од содржината, но зборуваме за оние едукативните, многу убаво ги интегрираат и аудитивните и визуелните центри од мозокот и дечињата и мозокот на таа возраст може да направи нови конекции, па дури и стратегии за справување кои што подоцна во животот ќе бидат корисни. Боењето, цртањето е една извонредна активност која што не само доведува до лачење на хормон на среќа и ги прави децата и задоволни, среќни и смирени и релаксирани, па дури како техника се користи таа арт терапија и кај лица со деменција, за да не користиме лекови за смирување, туку преку цртање да го смириме. Тоа е извонредно креативна техника која бара интеграција на многу мозочни структури, од визуелна, моторика, фина моторика, и ми е навистина жал што Значи нема брз одговор на Нема брз одговор. цртање или цртани филмови. Двете, тоа е брзиот одговор, да. Двете. Добро, веројатно и за децата е потребно се да прават. Супер, супер беше и овој подолгиот одговор, мене ми се допадна како мајка на мало дете. А кога зборуваме за возрастните, што е поважно за мозокот? Читање книги или физичка активност? И двете. Многу се кратки и едноставни одговорите, ама морам да расширам зошто и двете. Секогаш препорачуваме физичка активност и колку и тоа да звучи и премногу користено, дека е навистина здраво и дека е убаво не за телото, сега зборуваме за мозокот. Да. Има научни студии кои што покажуваат дека физичката активност, токму заради оној хормон на среќа кој што го споменав, дава подобри резултати отколку терапија со антидепресив. Јасно, кога е умирена, кога носи задоволство. Од друга страна, токму таа физичка активност овозможува да се зголеми лачењето на фактори кои што ги одржуваат нервните клетки здрави и токму затоа е внесена во оние ризик фактори за превенција на деменција на кои што може да влијаеме. Значи физичката активност има протективен ефект и ни го штити мозокот од болестите кои што во напредната возраст може да ни ги земат сеќавањата и спомените. Многу ми е интересна темава конкретно за мозокот кога зборуваме и за колку затоа викаме двете ваму, двете таму, баланс и ова треба и она треба, колку се влијае на нашиот мозок, ми е многу интересна, меѓутоа кај нас многу ретко се зборува на оваа тема, генерално поретко од колку што би требало, можеби. Зошто се одлучивте и ве како доктор да специјализирате токму неврологија и да учите за мозокот? Некако не гледаме дека е тоа можеби најатрактивната гранка, а еве best buy, така најважното нешто во што треба да се инвестира. Па зависи како гледаме и ќе се вратам на примерот на физичката активност. Ако ја гледаме физичката активност само како нешто што ни користи за одржување на физичкото здравје, а нема физичко здравје без ментално здравје и здравје на мозокот, или само во полза на добар изглед, тогаш јасно е дека нема да го поврземе мозокот. Меѓутоа, ако кажеме дека физичката активност влијае да се намали невроинфламацијата, значи воспалителните процеси во мозокот, како што влијае и здравата исхрана, како што влијаат и медитативните техники, и тогаш веќе мозокот станува многу интересен. Зошто јас се одлучив? Сакав да студирам астрофизика, бив импресионирана од космосот, се до оној момент додека не сватив дека мозокот е микро-макро космос за себе, да. И има многу аналогии кои што се прават помеѓу универзумот, галаксиите, па дури и сличен е бројот на за нас досега познати галаксии со 86 билиони неврони кои што има нашиот мозок и сите комплексни интеракции на овие неврони, значи ако не ги гледаме само како структурни градбени единки на мозокот, туку мрежите и функционалноста кои што тие ги прават, прави да мозокот едноставно е орган кој што не може да не ги засити сите апетити и постојано ќе има некој интригантно прашање на кое бараме одговор и ќе се обидаме да разбереме зошто тоа се случува со мозокот, зошто вака се чувствуваме, зошто се развива некоја болест, зошто немаме лек за некои невролошки заболувања. Едноставно е постојана инспирација за невронауката и за нас кои што за жал преку болестите дознаваме за неговите функции, неговите можности. Така е, имаше многу интересно, не знам како да кажам, нешто што многу често луѓето меѓу себе си го кажуваат е дека
мозокот е 1% истражен, а 99% не. Јас мислам дека тоа не е точно, тоа е така кафе муабет, меѓутоа колку знаеме за нашиот мозок, а колку допрва останува на вас и на останатите научници од оваа област да го доистражат мозокот и што се тој може да направи за нас и воопшто. Има уште многу што да се истражува за мозокот. Знаеме многу повеќе од претходно, затоа што во медицината сега имаме многу техники кои што ја покажуваат неговата функција, па откриваме кои се центри се активираат додека слушаме музика, може да следиме како мозокот функционира, меѓутоа со оглед на тоа дека за еден голем број од невролошките заболувања, па вклучително и Алцхаймерова и Паркинсонова болест, кои што се невродегенеративни, за кои знаеме повеќе од век, два и опишани се од научници многу одамна, ние се уште немаме лек, токму затоа што сосема не сме разбрале што точно се случува во мозокот. Знаеме само фрагменти, тоа е како да гледаме една сложувалка во која се уште недостасуваат делови и се надевам дека идните генерации на луѓе кои што ќе бидат влюбени во мозокот и неговите функции и дисфункции ќе најдат одговори и со тоа ќе бидеме поздрави. А додека не ги изличиме, можеме да ги превенираме. Да пробаме да ги превенираме и да си го одржуваме мозокот. Сега, пред да дојдеме тука, ми спомна дека научници веќе истражуваат во оваа област и дека има 12 докажани техники кои што може да помогнат во превенција. Сега не мора сите 12 да ги кажеме, ама еве кои се некои работи што ние можеме да ги правиме за да си го одржуваме мозокот, а што се научно подкрепени, што не е нешто прочитано на интернет, да кажем. Така е. Значи има 12 модифицирачки ризик фактори. Сега што тоа значи? Тоа значи дека на тие фактори доколку влијаеме и ги отстраниме, може да превенираме деменција. А тоа би значало дека 40% од лицата кои се очекува до 2050 година да заболат од деменција, може да не влизат во стадиум на деменција. Тоа значи да не заборавате, да не си ги заборавите децата, сите спомени, сите она што во животот сте го виделе, сите патувања, сите најубави, па и не толку убави моменти. Веројатно страшно звучи како изгледа осиромашен мозокот од сите тие спомени. А тоа преведено во бројка со околу 50 милиони лица. Значи зборуваме за огромни бројки, зборуваме за епидемија, што може да се превенираат. Како може да се превенираат? Тоа е еден целоживотен модел. Значи здравието на мозокот почнува од најрана возраст и здрав мозок значи да ги исполни сите своји капацитети во различни фази од животот. На прво место едукацијата. Затоа што ме прашавте читањето. Да, читањето, учењето на јазици, стимулирање на мозокот. Нични да претеруваме да ги пратиме децата на мал милион активности кои што ќе им донесат стрес и ќе ги фрустрираат доколку не успеат да постигнат, меѓутоа треба тој мозок да се стимулира. Зошто? Затоа што ќе направи когнитивна резерва, нешто што на подминати години ќе им даде квалитетен живот. Значи уште во детството ние можеме да направиме нешто што ќе ни влијае. Додека сум кај децата за да не изумам. Има студија на Харвард која што е правена на мозоци на дечиња, јасно тоа се сликовни студии кои што ги покажуваат нивните патишта и нивната поврзаност. На дечиња кои живеат во сиромашни средини, во средини каде што сигурно родителите, борејќи се со екзистенцијалните прашања, немаат време да им посветат, средини каде што децата не се безбедни, средини каде што се изложени на многу заразни заболувања. Нивните патишта и комуникацијата во мозокот се многу сиромашни споредени со дечињата на иста возраст, со исто ниво на образование во стимулативни средини, здрави животни средини. Не секогаш тоа значи богати средини финансиски, богата средина која што го поддржува развојот на децата. Значи од тогаш почнуваат и тоа е тој мозочен капитал што ние сме должни да им го дадеме на децата. А понатамо во животниот тек сите ризик фактори кои што повеќе ни се познати и се лоши за срцето и за циркулацијата, од типот на зголемени вредности на шеќер, масноти, пушење, физичка неактивност, веќе дискутиравме за тоа, меѓутоа и два многу специфични, токму поврзани со деменцијата. Едното е депресија на средна животна возраст и социјална изолација или осаменост. Има студии кои што осаменоста многу влијае, така тоа е нешто кое што како општество ние можеме да го адресираме, да им најдеме на луѓето начин да се дружат повеќе. Знаете, за здрав мозок не се потребни само здравствени работници, туку е потребно целото општество, затоа што не може да ги одвоиме нештата. Во
една студија, осаминоста е издвоена како главен ризик кој води до прирана смртност. Дури и пред зголемената употреба на алкохолот, дебелината, па дури и аерозагадувањето. А кога го спомнувам аерозагадувањето, и тоа е внесено во новите модифицирачки ризик фактори, што не прави да бидеме многу загрижени. Баш загрижува и особено нели вака што сме со деца што растат тука во Скопје, па и во некои други градови низ земјава имаме многу високо ниво на аерозагадување, така што дефинитивно загрижува, а влијае, велиме, на бели дробови, на општо здравје, па и на мозокот. Да, никој поврзуваме аерозагадувањето со здравјето на мозокот. Не. А е докажан ризик фактор за појава на деменција. Сакам да споделам еден пример кој што ми се случи пред некој ден. Мој роднина, композитор Стојан Стојков, го промовираше своето животно дело, односно сето она што тој го направил, поминал и така натаму. Тој има сега 82 години, беше многу витален и на промоцијата имаше доста повозрасни негови колеги, музичари и така натаму, и често го гледаме ова кај музичари, уметници, актери, актерки и така натаму, доколку се физички здрави, дека генерално изгледаат повитално, зборуваат и слично. Имаме и примери за нешто спротивно, меѓутоа колку е тој начин на социјален живот, тој начин на непензионирање, затоа што тие секогаш создаваат музика, не можете тоа да го пензионирате кај нив. Може ќе отиде во пензија, ма секогаш ќе остане нели композитор, музичар и така натаму. Колку тоа влијае на мозокот и на неговото одржување, затоа што навистина не можевме да не приметиме колку се витални луѓето што дојдоа таму. Многу влијае. Мозокот на музичарите е различен од нашиот, затоа што за да создавате и да музицирате, потребна е многу силна интеракција меѓу двете мозочни хемисфери. И дел од студиите кои што се направени кај лица кои што започнале со музицирање на рана возраст, од 7 годишна возраст и целиот живот се бават со музика, забележале дека делот од мозокот, корпус калозум, кој ги поврзува двете мозочни хемисфери, е многу поголем и подебел, токму заради тие конекции. Значи, физички доказ дека конекциите меѓу двете хемисфери се посилни и сигурно тоа дава една когнитивна мозочна резерва која што штити не само од деменција, туку се и повитални. И сега кога спомнавме, значи не е само влијанието на музиката, тоа несумнено, велам, има докази и физички дека навистина го менува пластицитетот на мозокот кога е тој во развој. А можеме со слушање тоа да го предизвикаме, не само со создавање. Можеме и со слушање. Да. Сме музичари, би било убаво да сме. Така е. Можеме и со слушање, и музиката се користи во тераписки цели, постои музикотерапија, се користи кај лица со деменција, па освен сликањето, преку слушање на позната музика, особено од нивната младост, се враќаат, се будат некои спомени, затоа што аудитивните центри се блиску до оние делови од мозокот каде што е складирана меморијата. Меѓутоа мислам дека се работи за ништо друго, не е само ефектот, директниот ефект на музиката, без разлика дали е свирење на инструмент, слушање, уживање на музиката, социјализацијата. Ја спомнавме осаминоста и социјалната изолација. И во однос на овие 12 фактори се повеќе на број, меѓутоа јас сакам да издвојам нешто што бив запрепастен искрено кога го прочитав од еден од главните невронаучници во светот кој што истражува зошто настанува Алцхајмерова болест и како да се најде лек и работи на тоа поле и бил во тимот кој што ги пронаоѓаат првите гени одговорни за наследната форма на болеста. И кога таков научник кој што работел во лабораторија со глувци, со мозочни клетки, изликува и вели дека деменцијата може да се превенира и дури нуди акроним, се вика SHIELD, со тоа што вели првата буква S е за sleep, значи спиење, 7 до 8 часа помага да се отстранат тие амилоидни плаки од мозокот. Втората H или H е handling stress.
Како да се справиме со стресот? Многу едноставно звучи, меѓутоа препорачува техники на медитација, mindfulness. Секој веројатно треба да го најде својот начин како да се справува со стресот, но стресот не е ништо измислено, абстрактно, кое што само така го кажуваме, ова ми се случува од стрес. Тој стрес, значи, промена во мозокот на трансмитери, па поврзан е мозокот, не е за џабе така главен и толку битен орган, затоа што преку мозокот, преку наоска, хипоталамус, хипофиза се регулираат сите хормони, стрес хормоните. Што би се рекло, стресот за се е виновен. За се е виновен, меѓутоа треба да се справиме со стресот. Третата буква од акронимот е интеракција, дружење. И затоа оние долговечни луѓе кои доживуваат и над 100-та година никогаш не се осамени, никогаш не престануваат да работат, постојано имаат некоја активност со која што го исполнуваат денот и веројатно е потребно да припаѓаат кон одредена група затоа што тоа дава чувство на сигурност, задоволство, нешто што се плашам дека во нашата средина се повеќе се губи. Ние по менталитет сме дружелюбиви, меѓутоа темпото на живот и оцелувањето на младите, имаме сериозен brain drain кога сме се поврзано со мозокот, повозрастните остануваат сами без своите деца, без своите внучиња, а немаме начини кои што како општество им ги нудиме за замена на тоа. Јас мислам дека не секогаш гледаме како ние сме им потребни на постарите. Јас секогаш си го сакам примерот на мојата баба која што ја обожавам. Двете баби ги обожавам. За среќа со едната се уште можеме да се дружиме. Кога се роди син ми, имаше бастун. Сега нема. Значи, толку многу и даде некоја желба да станува, да се дружи, па ќе заболи нешто, па ќе и помине. Некако таа дружба со сите генерации нејзе и помогна, меѓутоа и мене многу ми помогна во оној особено период на постпородилна депресија, не знам дали да ја кажам, не знам дали била точно во тој формат, меѓутоа кога се борев со сите оние работи со кои што се борат жените по породување, искрено, таа многу ми помогна. Јас со детето си одев кај нејзе и неа и беше добро, мене ми беше добро. Мислам дека таа интеракција е многу важна, а за жал се помалку ќе ја имаме ако имаме помалку млади луѓе кои што стануваат тука. Точно, меѓутоа убаво е да се најде начин како тие осамени луѓе затворени во домовите да се организираат и да си најдат дружба. Вчера зборував за Паркинсонова болест дека има клубови каде што учат аргентинско танго. И музиката, тоа е и опишано во книгата на Оливер Сакс, тој еден извонреден невролог кој пишува и белетристика, вели буквално може да предизвика движење, а тоа подобро пресликано кај лица кои што имаат Паркинсонова болест и се буквално замрзнати, не може да направат еден чекор. Кога ќе го слушнат ритамот на музиката, тој подиректен ефект на музиката дека делува на добросостојбата на мозокот нема, тие веднаш почнуваат да се движат и да танцуваат. Па и сите нас не поведува тоа. Да кажеме, еве гледам дека и повозрастни луѓе кај нас ќе се спојат во такви музички друштва и сега неколку пати ги гледав на телевизија. И баш беше интересно да се види колку се витални, сите се повозрастни, сите нешто прават, кој ќе игра, кој ќе свири нешто. Тоа е комбинација, значи имате и музикотерапија, имате и социјална интеракција и дружење, се лачи хормон на може би е добра идеја. Италијаните готват, грците готват, ние готвиме и тоа може би е супер креација. Секако имаме одлично поднебје, имаме убав дух кај народот и тоа треба да се искористи. За жал, ни недостасува организација. Не би рекла финанси, организација, идеи и мотивација. Да. Па дел од ова е баш точно организација, нема некоја голема финансиска импликација. Има многу интересна серија на Netflix. Јас така се запознав со концептот на сините зони, меѓутоа верувам дека вие ги знаете и ти ги знаеш и од работата. Некои луѓе веќе ми кажа, одамна се зборува за сините зони. И пробав да најдам на интернет некои работи кои што ги обележуваат овие сини зони. Тоа се зони каде што луѓето долго и фино живеат до поголема возраст. Сега некои од тие ги вклучуваат имање на цел или мисија, секој ден да стануваш за нешто, или не пензионирање, не класично пензионирање, имање на социјален живот, припадност кон заедница, грижа за блиските, како loved ones first го обележуваат, го објаснуваат,
начини на исхрана кои што се специфични кај сите, ама има нешто слично. Физичка активност, најчесто природна, често живеат во некои горници или мора да одат од ваму до таму, па тоа веројатно, или прават нешто заедно, сите некаков тип на спортска активност, некои прават јога, некои само одат, некои пливаат. Умерено пиење на алкохол, вино или друг тип на алкохол, тоа ми беше интересно, зашто кај нас се случува. Умерено, една чашка, максимум една-две, не повеќе. Спиење или сон, тоа веќе го спомнавме, и најчестиот коментар и најчестото нешто што се го приметивме беа социјалните врски. Многу често природно тие луѓе или ќе си седнат со некој на клупа или ќе дојде онака семејството често да се собира, да се дружи и така натаму, и социјализацијата. Колку од овие работи се докажани и преку науката, еве примери имаме, колку науката ги подкрепува овие Сите се докажани. Последната буква од оној шилд што ни остана е токму исхраната и препорача начин на исхрана, дајет, така, е медитеранскиот тип на исхрана, односно преведено, сите овие заеднички нишки што ги поврзуваат сините зони, иако се навиду многу различни, и по менталитет, и по географска локација, значи никои се покрај вода, никои се планински селца, значи сосема различни, не може да се најде и да кажеме да, тоа е живот покрај вода и достапност на морска риба, тоа е лекот, меѓутоа на вистина да не за сите ни масни киселини, јаткасти плодови. Нашиот пазар изобилува, ние ги имаме легуминозите, кои што како поднебје ние не сме медитеранска земја, ни недостасува морската. Сме нешто измеѓу, да. Да, меѓутоа имаме одлични производи кои што ја намалуваат невроинфламацијата. Сите овие заедно, кога науката ги објаснува преку намалување на невроинфламација. Таа невроинфламација е нешто што е многу актуелно, особено кога зборуваме за дегенеративните заболувања од тип на деменција. И сите допираат по различни механизми токму на тоа поле. Исхраната пред се, значи да се избегнува црвено месо, да се избегнуваат сладки, премногу млечни производи, тие се никаде повисоко на пирамидата. Меѓутоа, овој дел со долгото работење и непензионирање е нешто што мислам дека кај нас недостасува. Кај нас луѓето никако кога ќе заминат во пензија, како да им завршува работниот век и застануваат. Како општество се откажуваме од нив. И тие луѓе треба да најдат некој начин да бидат корисни за општеството. Уште нешто многу ми се допадна, тоа е да чувствуваат припадност. И да имаат цел. Ние сите не секогаш го имаме тоа чувство, за жал, зборувајќи за младите во работните средини и во општеството, верувам дека добар дел од младите токму затоа заминале. Не зборуваме повторно за финансиските аспекти, меѓутоа ако вие сте добар во нешто, меѓутоа целите кои што сте си ги поставиле многу се разликуваат од оние кои што во реалноста се присутни. Не можете да го дадете својот полн потенцијал, затоа што и тоа подразбира мозочно здравје, да се реализирате во она во кое што сте најдобри, тоа да биде препознаено и да биде ценето. Верувам дека добар дел од незадоволството е токму тоа. И мора на цела една група на повозрасни луѓе, не би рекла стари, да им се даде смисол на нивното постоење. Вие не знаете колку се чувствуваат корисни. Имавме идеја која што ја спровидовме, за жал поради недостаток на време на оние кои што сме вклучени во организацијата, не го правиме почесто. Правевме мемори кафе, каде што лица кои што се во ран или умерен стадиум на деменција доаѓаат со своите семејства и се дружиме, разговараме, споделуваат искуства меѓу себе. Ние даваме стручни совети, меѓутоа во една неформална атмосфера, слушаме музика. Значи лицата апсолутно, не само тоа, туку онаа интеракција меѓу нив доведе до тоа да дури членовите на семејствата не можеа да си ги препознаат нивните родители кои дома се постојано тажни, осамени, затоа што
Јасно, нивните возрастни деца мора да се грижат за екзистенција, додатна работа, мал милион обврски имаат, а тука беа насмеани и многу покомуникативни од она што го гледаат дома. Зошто да им го крадеме квалитетот на живот и зошто да не доживеат? А тоа има, сега зборувам за лица кои имаат деменција, а за лицата кои немаат деменција, доколку се активни, доколку се дружат, доколку се физички активни, доколку се хранат здраво, нема да имаат ниту кардиоваскуларни заболувања, ниту на други секој заболувања, ниту дегенеративни заболувања кои што потоа ќе барат операции, вградување на вештачки кол. Значи, многу поевтино е да ги организираме ваквите активности, да им дадеме смисол, да не се туку и чувствуваат. подобро е за нив и за општеството. Апсолутно, тоа е на прво место здравието секако, нивното здравје и квалитетот на живот. Не секогаш поимањето на добро здравје го изедначуваме со квалитет на живот. Квалитетот на живот е многу битен и ништо на кое што мора да мислиме. Како може да имаме квалитетен живот доколку не сме пред се здрави? Значи, директно зависи квалитетот на животот тоа дали ние сме здрави, дали нашите блиски се здрави. Значи, секогаш ќе имаме подобар квалитет на живот ако се грижиме за здравието. Веројатно, тоа така некако јас би го гледала во однос на постарите лица, баш што ги спомнавме, често се чувствуваме како ние да им даваме и веројатно во даден момент и не се чувствуваат добро. Никој не сака секогаш некој да им дава нешто. Да. Ама или да бидат натоварени. Забораваме точно. Ама забораваме колку тие може да дадат во општеството. Има едно истражување каде што младите сами велат нас ни недостасуваат комуникацијски способности. Број 1 работа што ја наброија е дека им недостасуваат комуникацијски способности, не ги дигитални, не програмирање, не дигитален маркетинг, комуникацијски способности со луѓето. Така е. Додека постарите поради нивното животно искуство толку многу ги имаат усовршено тие комуникацијски способности. Често знаат и да те сослушаат, да ти кажат некоја шала што затоа што од нив не очекуваш ќе се звучи уште 5 пати посмешно, да направат убава атмосфера, да смират топка кога има проблем. Зошто да не ги искористиме веќе луѓето кои што го имаат тоа искуство за младите да научат комуникацијски способности? Мислам дека има многу што да му дадат ново општество. Јас зборувам и од мое искуство, меѓутоа има искуства што ги поминале, кои што ние не сме ги поминале, не сме ги имале и често се откажуваме, нели, па често доаѓаме до самување самостојно затоа што мислиме дека тоа што нас ни се случува е страшно. Ама ако зборуваш со некој постар ти каже што се поминал, тој за да дојде до тука, сваќаш дека не е толку страшно. Споделувањето на маката е една од првите психотерапии кои Буда прв ја направи. Која? Споделувањето на мака. Споделување на мака и болка. Првата психотерапија во историјата се смета дека е токму таа кога мајка која го загубила своето дете отишла кај него за да бара помош и рекол оди собери зрно кафе од не знам колку куќи и донеси ми ги. И одејќи од куќа на куќа ја споделува својата мака, слуша со што се соочиле другите семејства и нема семејство каде што нема мака и нема човек што не доживеал болка. И во целата таа комуникација и споделување и добивање на совети и помош, ние може да си помогнеме да се залечиме и да се излечиме. Припадноста кон групата... Да не ги искористиме повозрасните во оваа функција општествена која што е многу важна. Сигурно. Затоа што ние како млади често знаеме помлади да кажам, често знаеме да мислиме дека готово нашиот проблем е крај и нема напред. Веројатно е даден тој пример затоа што е најстрашното нешто што некој може да го замисли, па ете и тоа се надминало. Ама често ние имаме други проблеми што не се толку страшни, а дозволуваме да ни влијаат, зошто да не разговараме со некој кој што има 70 години и да ни каже што се поминал и фино и ние да ги примиме тие работи. Ние разговараме и меѓу себе и Јована, отуѓени сме и осамени и таа отуѓеност, а во исто време живење со едно прилично брзо темпо, со наметнување на високи стандарди од социјалните мрежи и медиуми, доведува да се јави се порано депресија кај младите, да остане непрепознаена, затоа што ако не ја споделиш маката, не се познава секогаш депресијата, станува скриена, расте стапката на самоубиство, постојано слушаме дека многу млади посегнуваат по својот живот и тоа зборува за болна средина, не зборува дека имаме добро здравје на мозокот, ако гледаме
колективно како општество. Затоа мора да размислуваме, да работиме со децата, да ги учиме да бидат среќни. Индивидуа која што е спремна за идното општество, не значи дека треба да биде исклучително паметна и најдобра во тоа што го прави. Меѓутоа треба да биде способна да издржи притисок, да се справи со предизвици, бргу да донесува решенија, одлуки, ставена во ситуации кои што се непредвидливи и бараат брза реакција. Значи, мора да размислиме, допревме многу точки кои излагуваат од она што јас секојдневно го работам, меѓутоа јас сум родител и сум загрижена за развојот на моето дете. Сите сме загрижени. И мора да направиме средина, почнувајќи од најмалите, од градинките, преку училиштата, тој образовен и воспитан систем, не е улогата и на родителите да ги воспитаат децата, меѓутоа мора да им дадеме добри модели на обликување. Стравувам, дури неврологијата и само да ги сослушаме. Е добра идеја. Сигурно, а за жал не стигнуваме секогаш. И на тоа треба да размислиме. Гледаме дека скандинавските зими го намалуваат работното време. Не за да се одмараат повеќе и за работниците да не одат на работа, туку за да бидат поприсутни за своите деца, да бидат поодморени, да имаат време за дружење. Веројатно некој увидел дека е потребно тоа да се направи за да имаме добра држава. Затоа што тие држави често истражуваат што е потребно, што е наследното што ни е потребно за да решиме одредени општествени проблеми. А можеби најголемиот општествен проблем кај нас со оглед на тоа колкава е стапката на конзумирање на антидепресиви, колкава е стапката на конзумирање на најразлични други работи кои што укажуваат дека менталното здравје воопшто не ни е на никакво ниво. Веројатно тоа треба да го направиме и да го погледнеме. Невронауката се обидува да најде одговори на прашања како што се тероризам, значи на она прашање зошто мозокот ми импресионира и зошто сум одбрала неврологија, јас не ги истражувам сите овие полиња, меѓутоа мозокот е тој кој што е одговорен за да се влюбиме, мозокот е одговорен за креација, дали е тоа музика или сликање, мозокот е одговорен и за војните кои што се случуваат, мозокот е одговорен за се што твориме, се што правиме, се што искажуваме и не искажуваме, и како ќе функционираме и што ќе дадеме од себе во општеството и што ќе вградиме од себе во нашите деца, тоа е иднината на светот. Токму затоа го врти, навистина го врти светот. И јас се надевам дека науката ќе даде објаснувања, а ние ќе се обидеме она што е веќе познато да го примениме. Малку да треба да се организираме за да инвестираме во добро мозочно здравје, работејќи од најмалите до повозрастните. Тоа е цела една заборавена група на луѓе кои што едноставно ги поминуваат годините од живот како бројка, меѓутоа без многу квалитет. Она припадност ми остана мислата кај тоа и се сеќавам токму за сините зони, мислам дека е тоа Окинава, имаат дури заедници во општините каде што живеат. Заедници каде што знаат дека во неделата 2 пати имаат друштвена игра, еднаш имаат караоке, се тоа предвидливо организирано. Значи никој да живее сам и да не му се децата тука и внучињата. Знае дека има група во која припаѓа и дека може да добие поддршка. Вклучително имаат и смислено да даваат некоја символична чланарина на некој член од таа група, доколку се појави финансиски проблем, дали е тоа поврзано со здравствен проблем или нешто друго, да му се помогне. И доволно е и никогаш да не затреба, меѓутоа чувството дека човекот не е сам и дека секогаш има луѓе кои што ќе бидат тука за него, да го сослушаат и да му помогнат, сигурно дека дава поквалитетен живот, помирен живот, поспокоен живот и подолг живот, што го покажуваат студиите. Тоа се луѓе кои што по условно за имено пензионирање, таму и не постои збор пензионирање, почнуваат да работат како туристички водичи и пречекуваат патници на железничка станица за да вежбаат англиски јазик. Не толку за да заработат, туку за да го вежбаат англискиот јазик со странски туристи, па ќе се насмеат, ќе споделат некое искуство нивно животно. Сигурно и за туристите е убаво да се запознаат со мештаните и од прва рака да добијат информации автентични за местото кое што го посетуваат, а луѓето имаат смисол, има зошто да стане, да се облече и да живее.
Интересно ми беше во истражувањата, исто во оваа насока, мислам дека тоа е важно, да имаш нешто за што да станеш и дека ќе го правиш во текот на денот, дека ќе ти биде убаво и интересно. Секој од нас тоа го буди, го тера, нели, да се да тргне, да биде здрав, да оди, зошто да пешачам, зошто да бидам физички активен, ако немам за што да станувам. Меѓутоа, интересно ми беше кај италијанските баби, кога влезе водителот на новинарот кој што го прави документарецот, и влегува, они на големо пржат тесто, нели како за доручек, како ние што правиме некои мекици, така нешто слично. И ги гледа, се смеат, се газат од смеење, него му прават муабет нешто и со него се насмеа, се нашалија и вика, чекај малку, па нели јаглените хидрати беа лоши по здравието. Значи цел живот јас сум се лажал дека се лоши, ниту беа дебели жениве, ниту ништо. Значи едноставно беа сите во години, ама нешто си правеа, како тоа си беше нивната креација, затоа готвењето го спомнав, дека можеби побитно им е тоа што се собрале таму за да прават нешто што на крај има на нив вкусно и им се допаѓа, отколку да не јадат воопшто јаглени хидрати. Компензирале со задоволството, и со среќата, и со интеракцијата, и со социјализацијата, и со целта која што ги будела да станат утрото. Во животот мора да си направиме некое задоволство, не значи дека секогаш јаглехидратите се лоши, многу е битно, знаете како и кај нас во народот велат, дедо ми пиеше, па ништо не му беше, долго живееше. Идно е веројатно, умереноста е клучот за се, и многу зависи во какво расположение, дали пиеле од мака или пиеле од задоволство. И оние, у нас сина зона во Грција, тоа е мало островче каде што сите се познаваат од местото, сите ручаат заедно и сите пеат после ручекот. И едно живели ке направат сузо. Така, не е дека не пијат, меѓутоа пијат умерено. Има студии дека прекумерна физичка активност предизвикува други невролошки заболувања, да не одам толку кон болестите, меѓутоа умереноста е веројатно клучот за се. Умереноста ја има и во икигај. Умереноста е тоа кое што е добро за здравје на мозокот, а луѓето кои што имаат здрав мозок, не зборуваме здрав мозок без болест, зборуваме за луѓе кои што целиот потенцијал кој што го носат успеваат да го реализираат, живеат во добра средина, даваат максимум од себе си, едноставно прават добра средина за сите оние кои што доаѓаат понатаму да имаат здрави мозоци. А мозокот е водечки, не само што го врти светот, не врти целите нас. Не можеме да вртиме без тоа. Не можам да побегнам од една изјава на италијански невролог Матилде Леонарди по повод неделата на мозок која што беше во месец март, која вели I love you from the deep of my brain. И мислам дека често ќе ја цитирам и така е, затоа што емоциите како што се љубов, оној прв поглед на новороденото дете и праќањето на сигнали од мозокот да се лачи окситоцин за да мајката има млеко да го дои детето, за се е тоа одговорен мозокот. Како и за понеубавите работи за кои што сме сведоци во светот, но тоа е знак за немање на здравје на мозокот. Така, и дека треба да си го запознаваме, да го држиме здрав, па може ќе се намалат и тие работи. Сега сакам да прашам и за една интересна тема, затоа што сега е како buzzword burnout. И сите сакаат да покажат колку многу се прегорени, колку многу работат. И навистина не сум против тоа. Генерално, ако имате убава работа, која што ве обзема, тоа е во ред, меѓутоа колку генерално бърнаутот може да биде лош или добар и колку е полошо или подобро многу да работиме наспроти да не работиме. Бърнаут не е добар. Работа која што не исполнува не треба да не доведе до бърнаут. Веројатно тоа се некои други фактори однадвор кои што прават да се чувствуваме така исцрпени. Знаете, ние имаме секогаш цел, мотивација и многу е убаво и имаме потреба да се чувствуваме реализирани. Во спротивно ќе бидеме тажни, па и депресивни, доколку особено и сите се разликуваме, доколку е личност која што има потреба да се докажува, да покажува, имаме условно земено воркохолици, но тоа
не е модерно и не е убаво, затоа што запоставуваме многу од нештата кои што се битни за здравјето на мозокот. Не велам дека тоа во пракса оди лесно. Јас самата Не. се борам да се научам себе си како да се грижам за мојот мозок и не успевам онака како што би сакала, но кога зборуваме за бърнаут, зборуваме за една извонредна истрошеност и согуреност кога веќе човекот не е продуктивен. Да. А што предходи на бърнаут е стрес. Веројатно Хендлинг притисокот. стрес треба да правиме. Значи, стигнуваме до хендлинг стрес. Стресот е изворот на тоа да се исцрпат сите компензаторни механизми кои што ние ги имаме. Прво може да чувствуваме замор, потоа може да чувствуваме дека сме веќе нерасположени, спиеме лошо, ако спиеме лошо, нема здравје за мозокот, тоа е клучниот и првиот кој што треба да биде исполнет доколку сакаме здрав мозок. Како да спиеме Лошиот со мали сон- деца? Многу. Јас тоа не знам исто кога бев сега на преглед за, нели, редовни на оние прегледи што се одработа систематски, и ме прашува психологот, дали нормално спиете? Не. Не е Значи, нормално. некогаш да, ама некогаш не по своја Прво, тоа вина. не е толку долг период, тоа е специфичен период Неколку години. и има многу други пријатни моменти кои што ќе компензираат Да. за таа Да. ненаспаност. Проблем е кога на долги стази сонот не е регулиран, а не спиеме добро кога сме напнати, кога сме анксиозни, кога не се чувствуваме реализирани или не чувствуваме дека сме препознаени за она кое што го вложуваме. Има повеќе нешта кои што може да влијаат на тоа немирно да спиеме, да сонот биде испрекинет, без разлика што тоа ќе бидат 7-8 часа, неквалитетното спиење не овозможува мозокот да си ги обнови клетките, да ги исчисти оние токсични продукти и денот да го започнеме одморени со полни сили, да бидеме плодотворни, да остваруваме успеси. Во спротивно, кога зборуваме за бърнаут, веќе тука нема успех, има едно повлекување, има доцнење на рокови и не сме оние кои што сме, може да е последица на несоодветно одбрана работа според желбите, според капацитетите и можностите. Ако вие ставите еден креативец, еден музичар или уметник да работи рутинска, досадна работа која нема трошка креативност, без разлика што никому нема да му се чини дека е таа тешка, незадоволството, неисполнетоста, Така е. нереализираноста ќе доведе до тоа да нема здрав мозок, да нема ментално здравје. Па може би и обратно, ако бараме креативност кај што човекот сака друго да даде. Точно. Не Затоа мораме секој сите да треба да бидеме си го исти. најде своето место и повторно се враќам на икигај, да го работиш она за што си добар, она што му треба на светот и да бидеш препознаен, Да дека на имаш цел, вистина да. даваш тоа што е потребно и да биде препознаена работата која што ја работиш и она што го постигнуваш, носи чувство на задоволство кое потоа ќе го пренесеме дома, ќе го пренесеме на детето, спокој кој што на долги стази ќе биде многу добро за многу поединци и за целото општество. Сега јас ќе поставував едно прашање што истражува светот во моментов во овие области. Дел од тоа покривме. Значи со Шилд како концепт и ред други работи кои што ги споделивме тука за мозокот, за напредокот на науката и така натаму. Меѓутоа, затоа што ти веројатно си и доктор, и предавач често, и професор, и така натаму, се подготви и ми донесе многу интересен извадок, кој што вели менталното здравје на нациите. Тоа е нешто што во моментов наголемо се истражува, колку е ментално здрава нацијата и тоа понатаму, како што кажавме, ќе влијае на се, затоа што е best buy. И нациите почнуваат да мислат на тоа. Кои се некои работи според тебе, Ева, што ние би можеле како нација да ги правиме тука за да бидеме поздрави? Некои предлози. Не бараме сега во кампања да ни ги прифатат. Нема Ама ни да генерално. можам, зашто мојот мозок не размислува во тој Кампањски. правец. И искрено, и мене не ми беше
позната таа литература The Mental Wealth of Nations, менталното богатство на нациите, на вистина друг тип на литература повеќе сум читала, меѓутоа ова беше еден интересен конгрес, конференција, каде што предавањето го држаше невролог, кој истовремено се кандидирал за председател или премиер на земјата. И многу интересен спој направила, едуциран во Англија, каде што нештата се многу подобро организирани отколку Аргентина. Зборуваше дека сите оние што се полисимејкери, кои што сакаат да направат било каков економски и социјален развој на земјата, мора да инвестираат во ментално здравје, односно мозочно здравје на нацијата. И истражувањата одат во повеќе правци од тоа да се стави фокусот главно во две категории: децата, рана стимулација, рана едукација и рано препознавање, затоа што науката пак сега, како интересен спој од стратегии, подкрепено со научни факти, вели дека многу малечок дефицит во рана детска возраст, дали ако детинцето не гледа добро или не слуша добро, има сериозен ефект на тоа како мозокот ќе се развива понатаму. И детенце кое што се мачи со блага дислексија, ако остане непрепознаена, ќе доведе до тоа да постигне помалку, тоа ќе донесе незадоволство, фрустрација, повлекување, потоа за да компензира за сите тие незадоволства може да го наведе патот кон рана употреба на дроги, психоактивни супстанции, затоа што сето тоа има еден butterfly ефект. Зошто? Доколку имаме ни образование кое што ќе биде посветено на дечињата и индивидуално ќе се гледаат потребите на секое дете и тоа рано се превенира, таа личност може да стане врвен интелектуалец и корисен за општеството. Примери такви. Апсолутно. Особено на возраст од 9 до 12 години е најинтензивно тоа синаптичко ремоделирање на мозокот, тоа е поврзувањето на нервните клетки, се отфрла она што не треба, мозокот се дефинира, А тоа се многу специфични години, веќе на таа возраст нашите дечиња со една нога се во пубертетот, затоа што почнува порано и влијанието на средината е извонредно битно. Какви рол модели ќе имаат децата пред себе, што ќе биде дефиниција на успешен човек, е многу битно што тие ќе понесат. Тоа е возраст кога децата, и сведоци сме, интензивно се залепени со нивните телефони или таблети. Па има други истражувања кои што велат дека користењето на тач методата на екраните прави ремоделирање на цели зони од мозокот. Има истражувања каде што деца кои што интензивно гледале Покемон, како возрастни индивидуи имаат цел различно развиен визуелен кортекс од останатите нивни сограѓани кои што се на иста возраст, а не биле изложени на тие фигури кои што се комбинација од ликови на животно и човек. Нивниот визуелен кортекс се ремоделирал од интензивното влијание на дигиталните технологии. Што значи ние сме исправени пред извици за кои се уште немаме доволно докази. Допрво ќе дознаваме дали дигиталните технологии имаат само негативен, сигурно имаат и некој позитивен ефект, меѓутоа мозокот се ремоделира интензивно во тој период и ние како општество мора да бидеме одговорни, почнувајќи од најмалите дечиња да се развие креативноста, оние фини моторни вештини кои што се повеќе се забораваат, нашите деца малку пишуваат, ги немаат оние учебници со вазна да цртаат, а таа фина моторика влијае повторно на вмрежување на деловите од мозокот. И вториот, го мислела дури да не ми треба никогаш да пишувам, зошто да не знаеш да пишуваш, баш поради фатот на прстите и така натаму, зошто да не? И ако имам уште 200 прашања на тема мозок, двете со кои што би сакала да завршам, една е дали очекуваме дека ќе се најде во скоро време лек за деменција, Алцхаймер и сите овие болести кои што за жал се повеќе одземаат животи.
Се очекуваше дека до 2025 ќе има лек и не е дека нема. Во Америка има одобрено едно моноклонално антитело, затоа што невронауката смиташе ако се исчистат амилоидните плаки од мозокот, оние кои што се токсични, ги уништуваат нервните клетки, ќе излечиме болеста. Но за жал студиите не го потврдија тоа, иако овој лек е најдоброто што досега го имаме. Успорувањето на болеста е некаде за 30% во однос на оние кои не го земаат лекот. Што значи без разлика што се исчистени амилоидните плаки, болеста продолжува да напредува. Поспоро, но напредува. И повторно тука акцентот, дури и оние научници кои што беа инволвирани во откривањето на лекот, се враќаат на шилд, на превенција, да се спречи невроинфламација. Најверојатно видно ќе имаме коктел на лекови, многу индивидуален пристап, да откриеме кои тоа механизми се нарушени во мозокот и да вратиме она што недостасува, да исчистиме она кое што е непотребно. Меѓутоа, за да не дојде до деменција, јас на некои од моите предавања го користев таа споредба со санталет болест, Алцхаймеровата болест во мозокот се развива 20 години. А деменцијата е само врвот на сантата лед. Значи, вие ја имате болеста во мозокот, ама не знаете затоа што клинички не се манифестира. А има и студии на калуѓерки кои доброволно решила своите мозоци да ги донираат за истражување на невронауката, кои што живееле долго, некои по 90 години, кои што имаат толку многу амилоидни плаки да исполнуваат критериуми за многу напреднат стадиум на Алцхаймерова болест, а немале деменција. Тука е она когнитивна резерва и мозочна резерва. Како мозокот успева да компензира и да не даде слика на болеста во услови кога има физички видливи промени, токму затоа што или невроинфламацијата била под контрола со добар начин на исхрана, со физичка активност, со социјализација, успеале да ги искористат компензаторните механизми. Со учење, ме прашавте читање книги. Да, читање книги, учење на нов јазик, учење на нешто кое што е предизвик и нешто што е потешко, за да не стимулира и мотивира и буквално да активираме делови од мозокот кои што малку заспале. Сето тоа може да доведе да болеста во мозокот постои, ама да не доживееме да се манифестира. Никако во тој правец судат нештата во областа на невродегенеративните болести. Може би нема да се најде конечно еден лек за излекување, ќе биде комбинација од лекови, но во прв план ќе бидат превентивните стратегии кои треба да почнат многу рано. Тоа сакав да го кажам. Да не чекаме, сепак еве има докази дека некои работи влијаат, не може да гарантираме, има примери кај луѓе што сето тоа го почитуваат, меѓутоа сепак се случило и се надеваме дека ќе се најде лек баш поради овие примери, но сите останати, зошто да не се обидеме да го превенираме кога дел од работите, голем дел од работите се бесплатни и достапни. Апсолутно и е добро за целокупното здравје. И за крај, кои се некои совети кои што би си ги дала на себе во оваа насока? Да забавам со темпото, да си го најдам икигаи, тоа се веројатно ништа кои сите си ги посакуваме, да ја изгледам емисијата и да си ја повторувам доколку не се придржувам до советите кои вака ги давам. И навистина верувам и тоа и ме мотивира и ме инспирира и се радувам што го работам ова што го радувам, ако некои од овие ништа кои што ги зборувавме, кои што не чинат пари, чинат само желба, ги видам во секојдневието, ја видат светлината на денот, и мислам дека малку ни треба, ние сме на мала прекрасна земја, каде што малку нешта треба да се променат за да имаме подолговечни наши драги, блиски, родители, баби и дедовци, кои ќе имаат квалитетен живот, со тоа и ние, а со тоа и нашите деца. Многу ти благодарам денеска што беше моја соговорничка и едва и чекам и јас да си слушам уште еднаш оваа епизода и да се подсетам на сите работи што значат шилд или штит на мозокот од сите оние промени кои што едноставни. Да, и кратки се, не се 12, овие се 4, меѓутоа убаво е да добро да заспиеме вечерва, добро да заспиеме, да прошетаме, да се дружиме, да се слушнеме со некого и здраво да јадеме.
Така, затоа што удиме во 8, веројатно после епизодава легнете си добра ноќ. Добра ноќ и убав сон.